Hrista na suden den ke voskresne, koji verujemo Isus ja pobedi smrta. Otvorimo srce to, otvorimo srce to, da se vselamo u Nego, da se rodiš od novo. Otvorimo srce to, otvorimo srce to, da se vselamo u Nego, da se rodiš od novo. Ja su lebo živ, što sleze po nebo do. Tatko moj, u imето на Исус зборувај денеска низ мене. Еве ти го срцево, насели се во него, исчисти се што не е од тебе. Научи ме да ги љубам сите, да им простам на сите, никого да не осудам, да се покајам за секој грев. И води ме по тесната патека на животот до Божиото царство небесно. И го барам царството Божие за се да ми се придодаде. Слава ти, Господи Исусе Христе, овде во Мавровската агора. Иако е февруари, времето е топло. Те сакам, Господи Исусе Христе, и пламенен дух во нашите срца. Исусе, дојди во оваа проповед и помогни ни. Дојди во Македонија и помогни ни. Дојди во секое срце кое ќе повика кон тебе. Порака за распнатиот Исус. Видете, апостол Павле до коринтијаните и до вас, до армакедонците. И јас, браќа, кога дојдов кај вас. Видете, апостол Павле не зборува од себе. Значи не живеам јас, Исус живее, го објаснува принципот. И тоа треба да го научиме. Кога дојдов кај вас, не дојдов да ви го соопштам Божиото сведоштво со возвишена беседа или мудрост. Видете? Интересно, ќе ја уништам мудроста на мудрите. Го имаме тој стих. Бидејќи бев решил да не знам меѓу вас ништо друго. Почетна позиција. Да не знаеш. Исус да знае во тебе. Духот на Отецот да знае во тебе. Да не знам меѓу вас ништо друго освен за Исус Христос и тоа распнатиот. Те ќе почине некоја личност, пејач, фудбалер, и одеднаш луѓето прават идолопоклонство кон тоа. Заради неколку стихови кои ги допреле, кои се телесни. Ако ќе видите дека внатре има полно сатански доктрини кои ги пеело огромен број на народ, они го прават идолопоклонство, а воопшто не се грижат. Не ни знаат, не сакаат да знаат за мене. Дека Исус дојде, Таткото Небесен, плати за нашите греови, за нашата нељубов. И прават идолопоклонство од телесни луѓе, ликови на човечки, на смртни луѓе. Јас пристапив меѓу вас. Значи не сакам да знам ништо освен за Исус распнатиот. И не сакам да зборувам ништо освен од Исуса, не од себе. Јас пристапив меѓу вас со немоќ. И ние сме сега сите во светот. Имаме една група сотрудници, молитвена група. Меѓу 20 и 30 луѓе варираат. Некој ќе се подопре и си заминува. Значи, само за Исус да знаеш е битно. И потоа бараш помош од Него. И потоа учиш како тој да зборува низ тебе, тогаш Духот може да доаѓа. И јас пристапив меѓу вас. Духот нема да дојде ако сакаш ти да правиш што сакаш. Си дознал за Исус во својот ум, му се молиш од далеку. И јас пристапив меѓу вас со немоќ и страв и со голема растрепереност. Кога ќе го земам ова слово, кога ќе застанам, навистина не е толку едноставно. Ова слово поминало низ Отецот Небесен, поминало низ тело, препеви, преоди, некои стихови, сврлени, грешки, но сепак, кога Духот ќе се распламти. Знаете, со голема растрепереност, ми се затреперува душата, кога ќе почнам да го зборувам ова слово. И словото мое, и проповедта моја, апостол Павле,
негова не се состоеше од уверливи зборови. На човечка мудрост. Ете го тоа човечка мудрост. Туку во покажување на духот и силата. И секогаш кога има слово, има отчитување. Некој од вас, може би сите, може би помалку, ќе се случи исцелување. Ќе се случи некој клик, ќе се распламти духот. Ќе се распламти твојот дух. Поизгаснат дух. Ќе слегуваат песни, ќе слегуваат проповеди. Ќе има отчитување, ќе доаѓаат луѓе. Те сакам, Господ Исусе Христе. Значи не со човечка мудрост, а голем број проповедаат. Затоа е поделена црквата. Туку во покажување на духот и силата. Та верата ваша да не почива на човечка мудрост. И сега имаме библиски школи на 3 различни големи деноминации и подденоминации. Со човечка мудрост го толкуваат стиховите. Не застанале пред Исуса. Не можат да го разберат тоа предавање на собственоста, туку на сила Божија. Верата почива на сила. Ти мораш да има слово на сведоштво да исчекориш во вера. Тогаш кога ти наликува дека не можеш да решиш ништо. Кога не се гледа резултатот. Не бараш помош од луѓе. Туку од Исуса. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Ние сепак ја проповедаме мудроста. Мудроста Исусова, дух на мудроста во Стариот Завет е наречен Светиот Дух. Меѓу совршените. Бидете совршени како што сум јас совршен. Но не мудроста од овој свет. Ниту пак онаа на владетелите на овој свет. Владетелите на овој свет се минливи и затоа ми е жал кога мојот народ гине од незнаење. Се поклонува на водачи кои крадат, лажат, па мисла дека тоа успешно, види како се снајде. Еден избегал, друг краде, третиот не лаже. Го продаде својот народ. Синко, што мислиш дека ќе побегнеш? Ние ќе гледаме како твоето семејство. Зборувам за сите тие што го продадоа овој народ. Го труете, го лажете, го продадовте, го пониживте. Се разбира, Исус да ве укори. Туку ја проповедаме Божијата, значи владетелите на овој свет се минливи. И било кои уметници, вие им се поклонувате и ги славите како Бог. Туку ја проповедаме Божијата мудрост, тоа е Содома и Гомора. Наместо на Господ, на Исус да му се поклониш, на Отецот Небесен, се поклонуваш на себе си, на тие како тебе, на Бараба. Го избираш Бараба наместо Исус Варава. Туку ја проповедаме Божијата мудрост сокриена во таинство. Тие не знаеа, која Бог ја предодредил уште пред вековите за наша слава. Тоа дека Исус дојде во плот, плати за нас. И ти треба само да исчекориш во вера. Но тој исчекор многумина не го прават. Дури во заедниците. Тие седат во собствената позиција. Таму е некаде Исус. Значи треба да чекориш по вода, да одиш по вода. Да одиш по вера. Петар тргнува, се посомнева и тоне. И ти си Петар, седиш во бродот. Или ќе речеш Исус и ќе потонеш. И потоа не се обидуваш понатаму. Те сакам, Господи Исусе Христе. Значи Бог ја предопределил уште пред вековите за наша слава, која никој од владетелите на овој свет не ја спознал. Зашто ако ја беа спознале, тогаш немаше да го распнат Господа на славата, Таткото наш и Исус Христос, тие кои мислеа дека се избрани. Но како што е напишано, овој стих сите го цитираат, но не го живеат. Она што око не видело, што уво не чуло, зборува за овој свет. Ниту на човек на ум му дошло. И тие сега си прават представи како е на небесата. Тоа нашиот татко, Бог, Отецот, го приготвил за оние кои го љубат. И ние само гледаме и слушаме овде. И не можеме да разбереме што е тоа духовно единство. Како Исус е во Отецот, каде е Духот, дали се личности. Па тие се во еден дух. Значи, кога Отецот зборува низ мене, не зборувам јас од себе, како апостол Павле, не живеам јас, Исус живее. Тоа е духовно единство. Така треба да бидеш спремен да се распламти твојот дух во љубовта, за да можеш да се вратиш горе. А нам пак ни го откри тоа Бог. Преку својот дух подучува тој. Не во земни библиски школи со човечка мудрост,
Зашто Духот продира во се, па дури и во длабочините Божји. И Духот дува каде што сакаш и ќе ти каже. Ние имавме случај, зборувам, и викам, не знам, ако сака Духот ќе ми каже, дали може жена да проповеда или не. Баш е снимено на камера. И по неколку секунди ми вели, нема повеќе ни машко ни женско во Исуса Христа. Ако е во Исус може. Ако е телесна не може. Затоа, но тоа е веќе друга приказна. Бидејќи кој човек знае што има во човекот, освен човечкиот дух кој живее во него. И ти не можеш да живееш без духот на Отецот. Значи, тој е духот самиот живот, но тој е мало пламенче. И ти си мртов тогаш, треба да го расплантиш твојот дух. Па така, Божиото не го знае никој. Божиото не го знае никој, пазете го овој стих, освен Божиот дух. Ако Духот зборува од тебе, ако ти зборуваш од себе, кој ја бара својата слава? Кој зборува од себе зборуваш и велиш дека си христијанин. Христијанин значи Исус да зборува, не ти. Не ти што сакаш, неговата волја. Ти немаш ништо, припадноста си му е предал. Он платил за тебе. Но ние не го примивме Духот од овој свет. Туку Духот кој доаѓа од Бога, за да го знаеме она што ни е дарувано од Бога. И во Духот ти знаеш се. Тоа што можеш да го понесеш. Често кога немам одговор, не одговорам. Велам, моли го Исус нека ти каже. Не давам одговор, не сугерирам. Го проповедам Евангелието. Како да застанеш пред Исус, како дете пред таткото. Татко погрешив пред тебе и пред небото. Исусе, дојди во моето срце. Се покајувам. Им простувам на сите. Никого не осудувам. Ја барам Твојата волја во мојот живот и го барам Царството Божјо. Значи, Духот кој доаѓа од Бога, за да знаеме што ни е дарувано од Бога. И тогаш имаш се. Се, не ти се потребни финансии од странски донации за да основаш цркви разни. Или да наплаќаш обреди. Бесплатно добивте, бесплатно давајте. Знаете, ќе дојдеш некој црковен писмознанец, ајде како да го кажеш. Го зголемил имотот за 5 пати од кога влегол во ова. Знаете, не собирајте богатство на земјата. Значи, ние тоа го проповедаме не со зборови научени од човечка мудрост. Видете, ја сега, што е длабочина, широчина и височина на стиховите? Човечка мудрост е библиски школи и деноминации. Тоа е човечка мудрост. Човечка мудрост е писмознанците, фарисеите, садукеите, првосвештениците кои го распна Исус. Човечка мудрост е кога се моли тој фарисеот, садукеот. Фала ти Господе што не сум како овој. А цариникот вели, не сум достоен. Те сакам, Господи Исусе Христе, и јас не сум достоен. Но му служам на Исус и станувам сотрудник. Сакам да работам за Исуса. И го барам Царството Божјо. Сакам да си заминам, но подобро е за вас да останам. Телесниот човек, толкувајќи го она што е духовно со духовни поими, научен од Светиот Дух. Но не може Духот да те учи ако ти не си му предал се. Ако не си умрел стариот. А ти одам по 20, по 50 години на истото ниво, дури и бетер. А ние имаме, споредуваме некои луѓе од една заедница од друга. На исто ниво, ист начин на размислување. Истите проблеми, аларми во телото. Телесниот човек не го прима Божиот дух, она што е од Божи. Така да ова слово не можеш да го разбереш во тело, од луѓе учен. Разбираш некоја површина, си раскажуваат приказни кој кај отишол, кој што направил, а не знаат да живеат како Исус. Телесниот човек не го прима она што е од Божиот дух, за него тоа е безумство. И не го разбира словото. Не може да го разбере, тоа треба со помошта на Духот. На Духот. Како да дојде Духот? Па да. Духовниот пак човек испитува се. Него никој не може да го испитува. И така често се случува, пошто ние сите не сме како апостолите, работиме во светот, целата заедница. Секој има своја работа и ние сме во светот. Апостолите го оставија светот и тргнаа. Тоа е разликата.
Ostavija semejstvo, ostavija se. Той што оставил татко, мајка, син или брат да не добил повеќе. Го имаме тој стих. Духовниот пат човек испитува се, зашто кој го спознал умот Господов, та да го објасни. А ние треба Исус да го задржиме во мислите, да имаме ум Христов, не собствен ум, не собствена волја, не собствено толкување. И тие раскажуваат приказни како дошол Исус, како овој рекол, како тој. Знаете, како Адам влегол, излегол, како паднал сатаната на земјата. А зошто си ти на земјата? Ме прашува еден од една деноминација, каде пишува дека сме ние паднати на земјата? Те сакам, Господи Исусе Христе. Па имаш време на милост, имаш малку време. Во земја си ти. И во земја ќе се вратиш. Земјата е целата падната. Сатаната е фрлен на земјата, има малку време. Две тела има на земјата, синови ѓаволски и синови Исусови, односно на Отецот Небесен. Нема меѓу тела и имаме животни, билки, минерален свет. Некои од нив се движат во протони и неутрони, животните се движат. Физички човекот треба да се движи духовно, соединување, како да се прими духот. Препуштање и да се предадеш во власта твоја, да ја предадеш на Отецот Небесен. Татко, погрешив пред тебе и пред небото. А потоа со Исус имаш. Што и да побарате во мое име, вели Исус. Во името на Исус барам. Зошто името на Исус? Па не ти да зборуваш. Исус да зборува низ тебе. Тоа е името на Исус. Те сакам, Господи, за да ја добиеш неговата власт, ја предаваш својата власт. Нема да добиеш инаку власт. Тебе да ти даде власт. Би му дал ли ти на некој дете, на некој незрел, не знам, адолесцент или бебе, или да ја води државата? Па ти треба да созреш првен во духот, да ја добиеш неговата власт, да газиш на змии и на скорпии. И лав и змеи убивам и ништо нема да ми напакости. Еден дух со него, не со овој свет, духот на овој свет. Со него. Тоа значи он да зборува, он да те води, он да те учи, не ти што сакаш. Да се родиш во дух е да му предадеш се. Тоа значи да умреш стариот. Власт над тебе, мисли, волја, да умреш како телесен, грешен и повторно да се родиш во духот. Те сакам, Господи Исусе Христе. И сега тие се потопуваат, значи не е пратен да крштева, туку да го проповеда Евангелието. Капат во водата, па еднаш сакат, па повторно, мислат дека не е доволно, па одат во Ерусалим, во таа вода да се капат. Ерусалим, чие што духовно име е Содома и Гомора и Египет. Не знам дали ги читате, вие разбирате стиховите во духот. Ги читате телесно. Се капат во водата и мислат дека е доволно, значи се искапел, некој спасене. Имаме влегува сув грешник, излегува воден грешник, според Кенет Хегин. Лоренс Ноусел, многу добар пример. Човекот бил баптист, па станал Кенет Хегин. Влегува во духовната црква Исусова. Црквата е на Исус. Значи, одлука да се предадеш, да се оставиш себе си на крстот, тоа е. И водна бања во Словото. И добиваш, бањата е во Словото, нов духовен идентитет. Новороден. Умре стариот ти. Стариот тихо умре. Умира. Тоа е процес понекогаш. Сами судете се. Се раѓа од озгора во дух и вистина. Нов идентитет. Раб Божји. Слуга Божји. Почеток. Прифаќаш да служиш. Како? Во љубовта. Сотрудник го засакуваш тоа. Стануваш сонаследник, дел од него. Стануваш пријател Божји и некогаш треба да оставиш нешто. Како Аврам со Исак, кога го однесе да го заколе, му поверува на Бога, на Отецот и стана пријател Божји. Долгочекуваниот син. Син Божји, последна категорија, кого го води Духот Божји. Така се менува
твојата природа од нељубов, во љубов, од себељубие во љубов Исусова да ги љубиш сите, на Отецот наш кој е љубов. И повторно го повторувам, тоа не е чувство, туку базична природа. Само така врвиш по него. Така. Тесен е патот. Тоа е духовен пат, преобразба, да ги љубиш сите, да им простиш на сите, да претрпиш штетата, зашто Исус ке ти надополни. И да кажеш, прости им, татко. Ама вистински, не само во умот. Не знаат што прават. Да благословуваш кога те колнат, да ги гушнеш непријателите. Љубете ги непријателите своји. Да се вратиш во својата изворна љубовна природа. Удувна во душата дух животен. И ти, човекот, стана жива душа. Отецот на духовите. Твојот небесен татко кој е љубов. И тоа не е чувство. Денес те љубам, утре не, туку изворна природа. Сатаната е нељубов. Таткото небесен е љубов. Сатаната е на земјата. Отецот е на небесата. Ти си на земјата. Доаѓа Исус, плаќа за твоите гревови да ти даде сила, да чекориш по Него, да љубиш како Него, да живееш како Него, да простуваш како Исус, за да се вратиш горе. Он е вечен, Таткото небесен. Љубовта е Он. Љубовта е вечна. Друга вечност нема. Нема вечно проклество. Тоа е состојба на отсуство на љубов се додека. Тоа е минливо. Може да биде и билиони години. Но е минливо. Вечен е само Отецот и неговата љубов. Се додека не кажеш блажен е оној. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Нема друга вечност. Кога се соединуваш со Него, кога се препушташ во Него, во Исус и во Отецот небесен, ти преминуваш од тело во дух, од грев во милост, од нељубов во љубов. Те сакам, Господи Исусе Христе, од сатанско телесно во духовно, љубовно и вечно. Исус е видлив, Отецот во дух е во Него. Горе на небесата нема престол. Престол се Отецот и јагнето. Ти си внатре во нив. Ти си духовна природа, не си веќе тело. Премини од смрт во живот. Препушти се во Исус. Претопи се. Од смрт во живот, од тело во дух. Те сакам, Господи Исусе Христе. Телесниот човек не го разбира духовното, Божиото. За него тоа е безумство. 14 стих 1 Коринтијаните 2. Духовниот човек испитува се, него никој не може да го испита. Кој го спознал умот Господов? Да го објасни. И тие се трудат, раскажуваат приказки. А Исус е малку подалеку таму. Те гледам од далеку. Имаат собствен ум, телесен, а ние зборуваме за Христов ум, за претопување, за родение во љубов. Татко мој, те молам, дојди во Македонија и помогни ни, исчисти се ова што се случува. Нека слезе пламенен дух на љубовта. Те молам за сите оние што се болни, гладни и осамени. Застанете сега, Исусе, еве сум пред Тебе, коленичам, дојди во моето срце и помогни ми. Те молам да ми ја тргнеш болката. Покажи ми што треба да покајам, се покајувам, простувам, не осудувам, ја примам Твојата волја. Го барам Царството Божјо. Но тоа е вистинско препуштање. Вистински Исус да живее во Твоето срце. Не се тоа само цитатори на стихови, пееш песмички, вршиш обреди, рипаш, скокаш. Пиете винце и лепче си јадете. Господова вечера е кога ти
стануваш леб на животот како Исус, се раздаваш за браќата. Твојата крв е врзнив. Ти е жал дека твојот народ гине од незнаење. Не само на лице, туку и на срце. Силата Исусова со вас. Љубовта Исусова со вас. Мирот Исусов со вас. За навек Исус. Исусе, дојди во Македонија и помогни ни. Дојди во моето срце и помогни ми. Амин до Божиот царство небесно. Бегај од мене, сатано, и не се враќај повеќе. Во името Исусово. Амин. Суден ден ќе воскресне, кој верува во Исус, ја победи смртта. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Јас сум